Почитувани колеги, благодарам за присуството на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Проблемот со невработеноста настана во периодот на транзицијата на Бранко Црвенковски. Најголем број од луѓето останаа без работа во време на владењето на Бранко Црвенковски. Тогаш беа отпуштени 198.364 работници од своите работни места. Официјалните бројки говорат дека СДСМ и Бранко Црвенковски се директно одговорни за огромното ниво на невработеност највисока во регионов. За среќа, она што не разликува од нашите политички противници е фактот што ние излегуваме во јавноста со аргументи, бројки, факти и докази. Од 15% невработеност во почетокот на 90-тите, Социјалдемократскиот сојуз и Црвенковски со својата катастрофална економска политика и криминална транзиција го зголемија нивото на невработеност на 34,5% во 1996 година. Наредната година, стапката на невработеност достигна 36%. Бранко Црвенковски и Социјалдемократскиот сојуз својот мандат во 1998 година го завршуваат со рекордни околу 40% стапка на невработеност. Сите овие параметри покажуваат дека резултатите на владењето на Бранко Црвенковски се катастрофални. Неговото владење создаде последици кои граѓаните не ги забораваат и чии последици се чувствуваат до ден денешен. Резултатите од транзицијата на СДСМ и Бранко Црвенковски се уништени 674 фирми, фабрики и комбинати, од кои 154 големи, проневерени 4 милиарди и 600 милиони евра државен и општествен капитал. Почитувани колеги, ова се аргументи, конкретни бројки и податоци. Граѓаните доволно добро го паметат лошото владење на Социјалдемократскиот сојуз и Бранко Црвенковски, затварањето на фабриките и отпуштањето на работниците кои што се случуваа во тој период. Бранко Црвенковски и СДСМ денес се обидуваат да манипулираат со граѓаните кои настрадаа од нивното владење. Меѓутоа, граѓаните знаат дека Бранко Црвенковски и Социјалдемократскиот сојуз се непоправливи. Поелете ли имате прашање со темата, надвор од темата? Тоа ќе прашате во Заводот за статистика. Има официјални бројки за кои што може слободно се повикате на нив. Целта не беше на денешната пресконференција колку е намалена вработеноста, тоа можете слободно да го видите. На неколку пати владата говореше на таа тема, но ние говориме за едно време кое што не беше толку далеко. Повелете ли имате други прашања? Благодарам се, колешката Иванов.